Правиме нов пресек на настаните од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што сега одбележа денешниот ден, ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева, останете со нас. Стотина работници на некогашниот АК Лозар бараат забразување на постапката за нивно обештетување. Македонскиот земјоделец знае да произведе квалитетна храна. Механизацијата и откупните цени клучни за економски исплатливо земјоделие. За 2 дена украдени 30 штотоку засадени зимзелени дрвја од градскиот парк. Стотина работници на некогашниот АК Лозар бараат забразување на постапката за нивно обештетување. Овие луѓе велат дека во изминатиот период вложиле огромни напори за да ја соберат потребната документација. Докажале дека АК Лозар бил со доминантна државна сопственост и сега редно време е државата да се произнесе по нивното барање. Стотина некогашни работници на агрокомбинатот Лозар апелираат до Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, Центарот за вработување и Управниот суд за забразување на нивната постапка и добивање на одговор на барањето за нивно обештетување. Инаку тие велат дека и за нив е нејасно зашто решението за стечаен работник го добиле многу подоцна и затоа всушност оневозможено им е на временно остварување на правата како стечајни работници. Со тоа, оден во 9 ноември, требаше да добиеме веднаш стечајни решенија. Стечајни решенија не се дадоа тогаш, него се пролонгира после 25 јануари, после законот за пролонгирање, односно зголемување на старосна граница за технолошки вишок од 55 години на 57 години за жени и 59 години за мажи, каде над 100 лозарски работници изгубија тоа право и тоа така наречена непринципална коалиција, Бюрото за работување, стечајен управник и стечајен совет на судии. Овие луѓе велат дека во изминатиот период вложиле огромни напори за да ја соберат потребната документација. Докажале дека агрокомбинатот бил во доминантна државна сопственост и сега редно е државата да се произнесе по нивното барање. Нашите барања се сега од 2008 што не земавме до 2014 обештетувањето што не следуеше, пошто ние 2004 отидени сме, а они пишале 2005. И затоа сега ние бараме со тужба, дадовме 5,5 години како чекаме, немаме одговор на тужбите. Некои праќат позитивни, негативни и само на акат од еднина до друга. Или нека кажат ве следува, не ве следува. Овие некогашни работници на агрокомбинатот Лозар велат дека барале средба со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Пишувале писма до Агенцијата и Центарот за вработување, но засега епилог нема. Инако документацијата која што беше понудена на увид може да се види дека од вкупно 19 правни субјекти кои што произлегле од агрокомбинатот Лозар. За 2 стечајната постапка е отворена на 7 јули 2004 година, додека за останатите 17 во ноември истата година. За производство на квалитетна храна и економски исплатливо земјоделие, клучна улога имаат и механизацијата и откупните цени. Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството од Велес, низиното постојано присуство на терен е од исклучително значење за земјоделците од Азот во делот на едукација и искористување на средствата од ИПАРТ програмата, но и добивањето на сертификати за еколошко производство, потенцираат земјоделците. Земјоделци од Македонија вчера во Теово беа дел од 8-та поред земјоделска дружба. Организаторите, работната единица за поттикнување и развој на земјоделството од Велес, велат дека на овој начин
заокружуваат уште една календарска година. Со намера да бидеме поблиски со земјоделците, да одиме напред и ние и они и да, ако може да решиме некој проблем повеќе. Значи овдека имаме една дружба како пред новогодишна, како земјоделски ден, не знам како да го наречам, каде што поблиски сме со нив, разговараме, комуницираме и секогаш сме одржувале средбата како што треба и ќе продолжиме и понатаму. Значи ова е 8-ма предтрадиционална средба. Добро е да се собереме на едно место, сите заедно да споделиме искуства, но и проблеми. Оти мојот проблем денес може да биде утре проблем на друг земјоделец, велат нашите соговорници. Потребата од нова механизација доминираше во разговорите. Оризо производителите пак се пожалија на ниската откупна цена. Имам добиена балирачка пола и задоволен сум. Ново возило, побрзи се, нема дефеци и така. Дали аплициравте на последниот конкурс, дали очекувате? Сега последниот немам аплицирано. Така и со финансиски. Производството малце слабо оди, нема цена, Оризот нема цена и тоа не можеме да треба се плати у кеш, па после да ги повратат парите. Тоа малце проблем, треба да го дава државата, треба да пола, значи пола платам, пола државата. Оризот арпа многу има трошкови, многу има обработување. И со 17-16 денари откупен ориз по килограм многу сте слаби. Дали можеме да прехванеме трошкови, се плашиме. Се плашиме за тоа што мораме наредна година или наредниве години пак да сееме како и досега. Иначе се занимавам со ориз сигурно нема се 50 години, иако сум 64-5 години и не се откажувам, али би требало малце нешто власта држава да преземе мерки за сите земјоделци, не само за нас. Покрај помошта која добиваат од Агенцијата за земјоделците од исклучителна важност е да ја имаат и поддршката од локалната власт. Градоначалникот на Чашка Горан Стојановски вели дека во наредниот период ќе работи на решавање на проблемот со водоснабдувањето на земјоделските површини. Општина Чашка, како што и самите спомнавте, е рурална општина во која што е доста развиено земјоделството. Значи посебно житните култури. За жал, значи и во периодов кој што е изминат, ние се уште не ни е решено водоснабдувањето на тие земјоделски површини, но во иднина, значи заедно со поддршка од владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, ќе се потрудиме затоа што во националната програма на владата е токму застапено и водоснабдувањето на земјоделските површини како прв почеток на територијата на населбата Чашка и околните населени места околу населбата Чашка. Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството од Велес има своја канцеларија во село Теово. Нивното постојано присуство на терен, земјоделците од Азот велат дека е пресудно во едукацијата, искористувањето на средствата од ИПАР програмата, но и добивањето на сертификати за еколошко производство. А дека овој регион е место каде што се произведува еколошки и чиста храна, доказ е и богатата трпеза, од која вчера заслужено се насладуваа земјоделците кои што беа дел од 8-та поред земјоделска дружба. Винарската визба Тиквеш и годинава обезбеди солидна сума на средства кои ќе ги донира на децата без родителска грижа од Кавадарци и Скопје. Средствата беа собрани благодарение на посетителите на фестивалот на младото вино, кој годинава се организираше по 8-ми пат. Секој донатор добиваше подарок младо вино. Мартина Митков со деталите. Над 240.000 денари се обезбедени за децата без родителска грижа од Кавадарци и Скопје, благодарение на љубителите на виното кои присуствуваа на овогодинешниот 8-ми поред фестивал на младо вино. Како и секоја година, така и оваа, фестивалот имаше хуманитарна нишка и присутните гости одново ја покажаа својата хуманост, земајќи учество во донаторската акција што ја организираше винарската визба Тиквеш, со тоа што винарницата за секој донатор обезбеди подарок младо вино. Овие средства се наменети за поддршка на функционирањето на домот за деца без родители и родителска грижа и воспитно запуштени деца во Кавадарци, како и за Центарот за едукација на деца со посебни потреби од Скопје, кој обезбедува поддршка, едукација и стимулација на психомоторниот развој на децата со посебни потреби и нарушувања, како што се аутизам, проблеми со говорот, потешкоти во моторниот развој и друго.
Винарската визба Тиквеше општествено одговорна компанија која преку бројни проекти и донации перманентно вложува во заедницата на која и припаѓа. Компанијата во континуитет обезбедува поддршка на значајни културно-уметнички манифестации, настани од едукативен карактер, како и хуманитарни активности. Пред 2 дена од страна на несовесни граѓани беа украдени 16 свежо засадени зимзелени садници од бор и туја од градскиот парк, високи по 2 метра. Вчера од страна на несовесни граѓани повторно беа украдени уште 15 садници на зимзелени дрвја, информираат од јавното комунално предпријатие Дервен преку својот Facebook профил. Тие апелираат до граѓаните за повисока свест, бидејќи во услови на голема загаденост на воздухот, секое засадено дрвце ќе делува долгорочно на квалитетот на воздухот. Пред неколку години во Велес се крадеа трендафили, сега зимзелени дрвја. За 2 дена 30 садници посадени во градскиот парк завршиле во непознат правец. Нема информација кој го сторил тоа, но празните дупки говорат за односот на поединец или поединци кон она што е заедничко. Велешани сакаат зелени површини, но засега не знаат како да ги сочуваат. Откако пред 2 дена од страна на несовесни граѓани беа украдени 16 свежо засадени зимзелени садници од бор и туја од градскиот парк, високи по 2 метра, вчера од страна на несовесни граѓани беа украдени уште 15 садници на зимзелени дрвја. Апелираме до граѓаните за повисока совест, затоа што во услови на голема загаденост на воздухот, секоја мерка како што е засадување на дрвја, која ќе делува долгорочно на квалитетот на воздухот, треба да се поздрави, а не да се предизвикува штета. Се молат граѓаните, доколку забележат дека некој краде садници од јавните зелени површини, истото да го пријават кај надлежните во општина Велес или во ЈКП Дервен. Напиша од јавното комунално предпријатие Дервен на официјалниот Facebook профил. Поголема свесност кај граѓаните е повеќе од потребно, особено сега кога велешани секојдневно реагираат на загаденоста на воздухот. Секое засадено дрво е во насока на подобрување на еколошката состојба на градот и затоа нејасно е зошто се уништуваат заедничките зелени површини. Од Дервен апелираат за соработка со граѓаните, доколку забележат несовесно однесување, истото да го пријават кај надлежните служби. Инаку во есенската акција од работната единица Паркови и зеленило при јавното комунално предпријатие Дервен информираат дека засадени се 300 садници, од кои 100 листопадни и зимзелени дрвја. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски доделени се награди и признанија на учениците од сите училишта кои учествуваат во програмските активности. Во завршниот дел од чествувањето на патрониот празник беше отворена и изложба на уметнички фотографии. Во Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски се доделија наградите и признанијата на учениците од сите училишта кои што учествуваа во програмските активности во рамки на одбележувањето на патрониот празник. На свеченоста учествуваа ученици од основните училишта кои наскоро ќе треба да одберат во кое средно училиште ќе го продолжат своето образование, доколку го изберат Коле Неделковски, директорот Боро Ристовски им го порача следнова. Не само што ќе се здобиете со диплома за завршено образование, него ќе се здобиете со знаење. Ова е училиште кое што добива видни награди како лидер, како државни надпревари, значи најдобар ученик во Македонија, тоа значи нешто сепак, така? Значи, вие ја имате можноста да бидете дел од ова. Во завршниот дел од чествувањето на патрониот празник беше отворена изложба на уметничка фотографија. Предходно беше изведена театарската представа Лови за да не бидеш уловен, а во изминатиот период беше организирано поетско читање, презентација на работата на машинската и електротехничката струка пред ученици од основните училишта, електроработилница и други активности.
Билатералните односи меѓу Македонија и Бразил и можностите за нивно продлабочување, особено во сферата на парламентарната соработка, биле теми на разговор на средбите во Бразилија на македонскиот председател Ѓорги Иванов со председателот на Комитетот за надворешни работи, национална одбрана во Федералниот сенат и поранешен бразилски председател Фернандо Колор де Мело. Иванов истакнал дека на Република Македонија придава особено значење на билатералните односи со Бразил и како јасен знак во таа насока го потенцираше отварањето на македонската амбасада во Бразилија. Во рамки на официјалната посета на Бразил, председателот Иванов се сретна и со Рикардо Изар, пратеник во Долниот дом на Националниот конгрес, еден од кандидатите за председател на парламентарната група за пријателство меѓу Македонија и Бразил. Вести од земјава. Министерството за локална самоуправа во наредната буџетска година предлага буџет во вкупен износ од 443 милиони 594 илјади денари, кои што максимално ги има намалено непродуктивните и нерационални трошења, истакна на денешната пресконференција министерот за локална самоуправа Суихел Фазлиу, на која го представи буџетот. Средствата за проекти за рамномерен регионален развој за 2018 година само во буџетот на Министерството за локална самоуправа се зголемени за над 60%, од 131 милиони на 211 милиони денари, или за 80 милиони денари повеќе во однос на буџетот за 2017 година. Министерството за локална самоуправа ќе инвестира и во проекти за прекугранична соработка. Во буџетот за 2018 година се планирани 40 милион денари за кофинансирање на проекти, финансирани од ИПА програмата на Европската Унија. Генерално, буџетот на Министерството за локална самоуправа за 2018 е развојно поттикнувачки во правец на намалување на развојните разлики меѓу планските региони, во едначен пристап до услугите на сите граѓани и подобрување на условите за живење во сите општини, истакна министерот Фазлио. Со предлог законот за енергетика се овозможува сигурност, стабилност и квалитет во снабдувањето со енергенси на крајните потрошувачи, истакнаа на пресконференција вице-премиерот Кочо Андјушев и министерот за економија Крешник Бектеши. Вице-премиерот Андјушев истакна дека станува збор за предлог закон кој е резултат на повеќе децениско европско искуство во енергетиката и ќе спречи да се прават грешки кои се правеле во минатот, а дека ќе овозможи енергетското живење во Македонија да се доведе во рамки кои се најдобрите европски пракси. Предлог законот е во прилог на македонските граѓани, ќе овозможи повисока конкурентност во поглед на снабдувањето со сите енергенси. Каде што постои конкуренција, има намалување на трошоците, нема регулирани бизниси, нема неоправдани трошоци и ја нема комоцијата енергетските компании да пријавуваат неоправдани трошоци кои ќе ги плаќаат сите граѓани, потенцираше Андјушев. Министерот за економија Бектеши истакна дека предлог законот за енергетика нуди европски решенија во енергетскиот сектор и е целосно хармонизиран со ЕУ регулативите. Македонската полиција од Европската Унија доби квалитетна опрема со која ги зголеми своите капацитети, а со тоа и безбедноста на границите на Република Македонија, информира Министерството за внатрешни работи. Донацијата вредна 3,7 милиони евра се состои во 8 комбиња, 8 патнички возила, 8 4цикли и 5 специјални возила за надзор на границата со термални камери, од кои едно опремено и со радар, 100 рачни радиотерминали и програмски алатки за утврдување параметар на радиотерминали, 250 рачни стоп полиција палици со лед светла, 4 детектори за срцево отчукување, 4 рачни скрининг системи за карго товар и проверка на возила, 6 системи за проверка на валидност документи и друго.
Со оваа донација полицијата ќе биде поподготвена да се справува со предизвиците со кои се соочува на границата. Европската унија останува посветена на давањето поддршка за да може полесно да се справите со овие предизвици, истакна амбасадорот Самуел Жбогар. Турската крајбрежна стража денеска спроведе акција за спас на 68 мигранти кои со гумен чамец се заглавиле меѓу карпи во Егејското море, јавуваат од турската телевизија НТВ. Тие заминале од одмаралиштата во област Дикили кај Измир и планирале нелегално да стигнат до грчкиот остров. Меѓу мигрантите имало и деца, а во акцијата за спасување се вклучиле и 2 хеликоптери. Свето денес. Денеска во Брисел почнува дводневниот самит на лидерите на државите членки на Европската Унија, посветен на прашања за безбедноста и одбраната, соработката на Европската Унија и НАТО, миграцијата, економската и монетарна политика и Брекзит. 28 шефови на држави и влади на ЕУ во првиот ден ќе разговараат за јакнењето на заедничката одбранбена соработка, вклучително и механизмот трајна структурна соработка. Во Европската Унија веќе е усвоена листа од 17 иницијални проекти кои ќе ги подобрат оперативните способности на Европската Унија. Во рамки на разговорите за безбедноста и соработката се очекува на лидерите на ЕУ да им се придружи и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Во вториот ден од самитот ќе разговараат за моменталната економска ситуација во Европската Унија и за јакнење на економската и монетарна унија. Во петок, шефовите на држави и влади би требало да донесат одлука за тоа дали е направен доволен напредок во досегашната прва фаза од преговорите за излегување на Британија од Европската Унија и да се почне со втората фаза од можниот транзицијски период во рамки на идните односи. Ден Џонсон, републиканскиот сенатор на Кентаки, обвинет за сексуално вознемирување на тинејџерка, пронајден е мртов покрај својот автомобил, а се верува дека извршил самоубиство. 57-годишниот Џонсон е пронајден со една прострелна рана. Според официјалните лица, неговото тело е пронајдено пред автомобилот со кој се довезол до крајот на еден мост, пренесува агенцијата АП. Дейв Билингс рекол дека аутопсијата треба да биде извршена, но се смета дека најверојатно во прашање е самоубиство. Џонсон во вторникот се обрати на јавност, отфрлувајќи ги обвинувањата дека во подрумот на својата куќа во 2013 сексуално злоставувал тинејџерка. Тој говорел дека обвиненијата се дел од стратегијата да се поразат конзервативните републиканци. Агенцијата АП наведува дека во средата попладне тој на својот Facebook профил објавил порака во која ги повикува луѓето да се грижат за неговата жена, но истата подоцна била отстранета. Овој републиканец за сенатор е избран во 2016 година во тесна трка. Бил пастор во локалната црква. Според Светската здравствена организација, најмалку половина од светската популација нема пристап до основна здравствена заштита, а многумина се донесени на работна сиромаштија, плаќајќи сметки за лекување, пренесува МИА. Во заедничкиот извештај со Светската банка, Светската здравствена организација вели дека е целосно неприфатливо половина од светската популација се уште да нема основна здравствена заштита. Околу 800 милиони луѓе ширум светот трошат најмалку 10% од приходот на домаќинството за здравствена заштита за себе или болно дете, од кои околу 100 милиони после се им останува да живеат со $1,90 на ден. Во извештајот како позитивно се истакнува фактот дека во овој век е зголемен бројот на луѓе кои добиваат терапија, како што се вакцините, лековите против сидата и ХИВ вирусот, како и за контрацепција. Во извештајот се вели дека големи празнини има во достапноста на услугите во субсахарска Африка и на југот во Азија, а во другите региони основните услуги, како што се планирање на семејството и имунизација на децата, се на располагање, но семејствата чувствуваат голем финансиски притисок поради тоа.
И за крај метеоинформациите. Денес имавме претежно сончево време. Под влијание на јужно струење во наредните денови температурите ќе бидат релативно високи. За време на викендот ќе бидеме под влијание на нов влажен пран со врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во сабота. Од недела ќе има опаѓање на температурите и повремени врнежи од дожд и снег. Ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете и со програмата на К1 телевизија. Пријатно!